Здраво на сите, дојдовте во најновата епизода на подкастот Јустинијан збори. Вкупно 6-та епизода, втора од која сме вратени на YouTube, така што ако не слушате аудио, може од овие последни две епизоди да ги слушате на нашиот YouTube канал. Со мене денеска е Зорана, ни ги нема повеќето членови на тимот на Јустинијан збори, малце не дружат овие неколку епизоди, ама добро, им се простува, секој има повеќе политички ја окупираш сцената. Па добро сега, што да им правиме? Политички овие две недели доста сме со премногу гости кои што се од тој смер на правниот факултет, мене ми е супер тоа. Еве, ајде, пред да преминеме на двете теми за кои што ќе збориме малце во ова интро, чисто да кажеме дека мислам, по самиот наслов на епизодата знаете за што збориме. За гостинка имавме Викторија Тодоровска, со која што е исто така студентка на политички студии втора година. Со неја поразговаравме за изборните системи, изборните модели. Таа има направено нејзина студија на како резултатите би биле можеби поразлични, доколку се користат поразлични изборни модели. И после при крај поразговаравме чисто за политичките идеологии, партиите кај нас, вклученоста на младите, така што ако неќете сега да не слушате ја и Зорана како збориме малце за некои од најновите случувања, една од Македонија, другата од странство, може слободно да преминете на разговорот со Викторија. А ние, ја и Зорана, сега ќе направиме муабет, рековме, една од кај нас, една од странство, тоест Америка Вест. Првата, нели, 12 години затвор или изречена казна затвор за Сашо Мијалков во случајот Тврдина. Не знам, неделата почна премногу конфузно, барем ја за мене. Прво, пред недела дена, нели, му беше одреден куќен притвор, не можеа да го најдат па у неделата, па после некако сам се појави, поради, нели, COVID и се тоа во вторникот, за, пред некој ден да му биде изрешена казна затвор. За мене малце неочекувано, бидејќи не очекував толку голема казна затвор, иако сметам дека too little, too late ми е малце, ама добро. Што мислиш ти на ова? Доста контроверзно прашање, особено заради тоа што има многу недоречености во изјавите кои што беа давани неколку дена и од страна на медиумите и од страна на власта. Особено нели оној дел нели на распит беа и неговата жена, беше и неговото дете, нели никој не можеше да каже дека тој е болен и дека затоа го нема. Меѓутоа добро, ајде тоа ќе го ставиме на страна, нели секој, ајде ќе кажеме дека не се знаело. Меѓутоа јас искрено мислев дека ќе се даде околу некои 7, 8, па најмногу 10 години. Меѓутоа оставам понатаму да видиме дали оваа казна ќе биде дефинитивно 12 години, бидејќи знаеме дека сме имале случаи каде што понатаму нели потоа се намалувала казната и мислам дека и овој случај ќе биде уште еден таков, каде што на почетокот имаме голема казна, а потоа мислам дека ќе се намали. Али да, јас се сложувам со тебе дека ова според мене добро е што дојде правда, добро е што се заврши се вака. Меѓутоа мора критички да размислуваме, затоа што нели тоа не е работата на нас, дека можеби е малку доцна. Прати, кога кажуваш дојде правда, ја не мислам дека дошла правдата. Тоа е прерано да се каже. Зборам за овој случај, чисто дека за барем еден случај за кој што беше контроверзен и за кој што нели доста се навиваше да се заврши вака, барем тој се заврши на посакуваниот начин. Ќе видиме понатаму. Едно од најинтересните работи од целата ситуација, наспроти тоа што нели СДСМ се покажува се повеќе како некомпетентна партија у некои од овие случаи, поготово со тоа што не можеа да најдат кај
supposedly, не знаеме што се случило, не ќам да сега да кажуваме ово има договор со овој, бидејќи на крај на денот, ако има договор, Заев и Мјалков, 12 години затвор сепак не е мала работа, колку и ние да кажуваме, чекај да видиме дали ќе бидат стварно 12. Сепак, не сметам дека има некој заткулисен договор, иако малце беше фиши цела оваа ситуација, ама најинтересно од цела ова ми е Мицковски, кој што не знам, кога го снема Мијалков, прво две пресконференции у 2 дена имаше, сега, нели, ВМРО излегува, па ај ќе видиме дали стварно ќе го осудат, ама ВМРО највеќе губи од цела ситуација као луз му е, и ми беше смешно кога Мицковски излегува да бара Заев и кој Спасеновски да си дадат не Спасеновски, извинете. Спасовски да си дадат оставка за нешто што не знам. Види, Џуле, проблемот е тоа што опозицијата секогаш е таа која што ќе биде против власта и против тоа што се случува со власта. Меѓутоа во оваа ситуација е многу интересно затоа што се работи за човек малте не кој што до вчера беше во нивни редови. Не, некој што беше во нивни редови. Човек кој што беше ВМРО ДПМН. Да, човек кој што нели кога ќе спомнеш ВМРО ДПМН ти искача заедно со уште неколку останати пред очи. И затоа целата оваа ситуација е многу интересна, затоа што фактички доаѓаме до ситуација каде што двете политички партии, односно и ВМРО и СДС се борат фактички за истото. Затоа Мицковски затоа Мјалков да биде осуден и затоа не ја гледав потребата од тоа да се искача на такви пресконференции на какви што искачаше Мицковски. Затоа што повторно доаѓаме до ситуацијата каде што опозицијата не прави ништо друго за да помогне во ситуацијата, туку само да биде нели тој кој што ќе збори против владата. Меѓутоа, за се понатаму останува да видиме, затоа што ни една страна, ниту едните, ниту другите, не се чисти во овој случај. И затоа мислам дека добар завршеток на ова секако нема да има. Не, тоа дефинитивно. Мене еве на пример, ја кога ги гледав пресконференциите на Мицковски, ја не го слушав тоа што кажува он, бидејќи со само тоа што го гледам Мицковски, мене ми текнува на оно што правеле ВМРО ДПМН од пред не знам, 5, 10, 15 години. Зашо уствари Мијалков ќе иде у затвор, зашо Јанкуловска ќе иде у затвор, зашо сите треба да идат у затвор од нивното поранешно раководство. Реално. Ама и затоа исто овие муабети ги правевме кога беше Трамп против Бајден, као најдобрата стратегија на Бајден како го може да победи Трамп или можеше да победи Трамп, да затворат у визбата негова у Делавер, да не му даваат да излева од таму, да не каже нешто лошо или воопште ништо да не каже, пошто другата страна има потенцијал сама да изгуби буквално. И тука мислам дека ВМРО тоа не може да осватат, не знам зошто. Кога веќе го спомна Бајден, би преминала тука и на втората тема која што сакавме да отвориме. Оставам на тебе повеќе да се осврнеш на неа. Јас сум премногу, може сум малце biased и пристрасен кон ова, ама I told you so. Затоа требаше Берни да остане председател. Ако не знаете да победи, ако не знаете зашо збораме, само видете вестите од пред неколку дена, каде што Бајден продолжува со политиката на Трамп и на Обама и на Клинтон и на Буш и на сите оние пред нив, се до Џими Картер, војна. Тој нареди воздушен напад во Сирија, кој што се случи, мислам, која беше, петок на сабота, и си продолжува со она што Америка знае да прави најдобро, тоа да уништува држави, да убива цивили, секако
се убиени и некои лоши луѓе, I guess, ама со оној дрон страйк кој што го нареди Бајден, загина и цивили. Оно што мене највеќе ме нервира е тоа што ако гледате Твитер или ако сте на Твитер и ги следите оние амерички експерти, ќе најдете твитови каде што викаат дека оние либерали викаат гледајте како се прави дрон страйк, без помпа, без ништо, Бајден се отиде си ја направи, а Трамп излеваше на пресконференции и твиташе било што. Што само ви покажува колку уствари и демократската и републиканската партија у САД е многу лоша. Тоа е најголемото прашање, дали има потреба од сето тоа? Не, ја ќе ти кажам, ама имаат потреба бидејќи се тоа им е политиката. Warhogs и двете страни се warhogs, не ја знам македонскиот израз, затоа идам на англиски, кој што знаевме дека ништо нема да се промени од таа страна и затоа некогаш кога некој ќе ме изнервира кој што го оправдува Бајден, кој што by the way нема ништо до сега суштински направено, има ова Донев убаво го вика као performative politics. Има направено све супер као и за трансджендерс и за не знам што, ама суштина нема ништо направено. Се откажа и од $15 минимална плата, се откажа и од одрекување од или простување на student debt, се откажа од многу работи, ама затоа се продолжија со истата политика на drone strikes, на војна. И кога некој ќе ми изнервира и ќе каже дека еве Бајден подобар, барем не е Трамп, ја ќе кажам на крај на денот може Трамп боле ќе требаше да тепа. Вака демократија само ништо не нервираат, као и баш видов луѓе и наши македонци кои што викаат чекајте, нели Бајден требаше да биде подобар од Трамп. Требало да слушате истиниот збори, што да ви кажам, ние од секој што сме го збореле, затоа го збориме Брни. Кој што by the way Брни излезе и рече дека ова што Бајден го направи премногу лошо. Многу ми е интересно што најдов твит на сегашната портпаролка на Бајден, која што мора да најдам твитот, премногу е добар за да не го споделам, бидејќи толкова хипокрити се либералите, поготоа кога станува збор за Америка, кој што неолиберали, имено таа има изјавено дека за Асад, мислам дека стануваше збор, каде што сега ќе го најдам, кога се случува оние drone strikes, мислам дека за време на Трамп, она има изјавено и рече дека да, ово е диктатор и е криминалец и све, ама не треба да се прават, не треба така да се работи, в смисла не треба војна, не треба цивили да бидат загрозени и се тоа. Сега работи за администрацијата на Бајден и тоа е една од највисоките позиции, каде што Бајден истото го продолжува. Толку ја на темава, ако продолжам, ќе направиме уште цела епизода на ова. Чисто онака, Бајден е многу лош председател сега за сега и се повеќе и повеќе посакуваме можеби Трамп да победеш. Да, ова е интересно да го анализираме, иако јас, например, не се чувствувам баш доволно компетентна да зборувам за толку многу за Америка и за се што се случуваше таму, меѓутоа затоа можам да кажам дека ни предстои една многу интересна епизода, особено за македонската политичка сцена и за тоа како моделот на избори кој што го имаме сега влијае на конечните резултати. Што мислам дека е доста интересно да се слушне, затоа што има еден професор кој што ни велеше дека политичките партии за ваква анализа плаќаат доста пари. Така да би било супер да се слушне оваа анализа, бидејќи на политичките партии, доколку би го знаеле ова, може би им донело и победа понатаму. Ќе видиме. Затоа ајде, се префрлуваме на интервјуто со Викторија, а ние
изгледаме со нова епизода во среда. Мислам дека имаме супер епизода и супер гостин спремно за тоа, што нема да ја откриеме уште сега. Идеме сега со интервјуто и се слушаме во среда. Здраво, дечки! Повторно се приклучуваме со Јустинијан збори. Денеска, како ваши домаќини, ќе бидеме повторно, за жал, само јас и Ѓоле. Меѓутоа, на нас ќе ни се придружи Викторија Тодоровска, која што е студентка на политички науки, втора година на Правниот факултет во Скопје. И мислам дека ќе водиме еден многу интересен разговор за тоа зошто ни се важни изборите, односно кое е нивното значење и што би можеле да смениме во нашиот изборен модел. Меѓутоа, пред се би сакала да ја кажам здраво на Викторија. Здраво Зорана, здраво Ѓоле, здраво на сите што не слушате. Многу голема ми е честа што сум дел од Јустинијан збори и не се сомневам дека ќе имаме еден продуктивен час кој што ќе го поминаме квалитетно и сите ќе научиме по нешто. Бидејќи ќе зборуваме за една тема која што е моја пасија веќе долго време кога почнав со студиите, токму изборните системи и нивното значење за политичкиот систем. И тоа ќе биде премисата од која што тргнав кога го правев истражувањето, колку е важен изборниот систем во стабилноста на политичкиот систем. Да, инаку Мислам дека ќе имаме доста плоден разговор денеска. Не, јас сакав да кажам, баш сега гледав последниве неколку епизоди и кои ни се гостите што теми имаме, мислам дека ако почетокот на Јустинијан збори беше повеќе со студенти или професори од правни студии, во последниве 2-3 недели имаме премногу луѓе од политички, тоа ме радува доста. И поготово сега, нели, имаме убава тема, добра тема, која што, мислам, на секои неколку месеци, години се појавува во јавноста и никако да добие некој епилог. Има, нели, повеќе причини, ќе навлеземе во некои од нив, ама изборни системи е една од поинтересните теми на кои што може да филозофираме со денови, така што баш ми е интересно. Зорана, проложи ти, јас само сакав ова да дадам уводот, чисто за почеток. Да, интересно е тоа што еве, откако јас ви се придружив во Јустинијан збори, некако пробуваме да им го окупираме вниманието на сите слушатели со политички теми. Меѓутоа, мислам дека овие теми се доста релевантни, затоа што, баш како што кажа и самиот ти, се некои теми кои што ние постојано ги слушаме и постојано зборуваме за нив, меѓутоа многу е добар да се знае оној како фидбек, да го кажам, од каде доаѓа сето тоа и што би се сменило доколку некои работи се различни во изборниот модел на Македонија. Така да сега ја оставам сцената на Вики, таа да си започне со незиното излагање и да не воведе во темата, затоа што мислам дека тоа ќе го направи многу подобро од тоа што би го направила јас. Вики, повели. Зборана, но ми е мило што сме тројца политиколози, бидејќи нема да има потреба од дополнителни објаснувања што е Д'Ондтов метод, што е харе квота. Оние кои не знаете, ќе ве замолам да побарате конкретно, бидејќи ако почнеме да го објаснуваме принципот на Д'Ондтовиот метод, ќе ни треба пола час. Да. Ќе ни треба табла. Треба дополнителна емисија за тоа да го објасним. Дефинитивно. Значи, дечки, тоа ви е дисклеймер, да си прогуглате Д'Ондтов метод пред да започнеме. Така, кога зборуваме за изборите, многу е битно да разбираме нивната важност. Изборите како такви се всушност огледалото врз кое се рефлектира представничката демократија. Изборите како што се конструирани вршат многу важни функции, меѓу ги одвоила партиципативната, психолошката, превентивната. И можела да кажам дека колку секоја од овие функции ќе биде поединечно соодветно исполнета, зависи од тоа како е конструиран изборниот систем. Сега за оние кои не знаете што е изборен систем, изборен систем се всушност сите норми и принципи кои што го градат изборниот процес. Конкретно тоа се изборниот модел, дали е мнозински или пропорционален, бројот на изборни единици, тоа дали избирачките листини се отворени или затворени, тоа дали постои изборен праг. И сега всушност јас
направив едно хипотетичко истражување за изборниот систем во Македонија, што би се случило доколку промениме некои од параметрите на изборниот систем, колку би изгледала поразлично македонската политичка констелација. Би почнала со исто така би сакала да зборувам за парадоксот на еднакво гласачко право, бидејќи кај нас уставот и изборниот законник вас ви гарантира дека имаме еднакво гласачко право. Например, кога јас, Џоли и Зоран излагаме на избори, нашиот глас вреди еден, тоа е факт. Но ако ние го дадеме нашиот глас за мала политичка партија, тој глас дефинитивно ќе вреди многу помалку. И ќе ви објасниме конкретно зошто е тоа така во сегментот за формулата за транслација на изборен број во мандати како деструктор на репрезентативноста. Ако немате нешто да додадете, би почнала со разгледување на хипотетичка анализа, доколку имаме една изборна единица наместо 6. Да, јас само би се надоврзал тука и би спомнал, нели, разликата од сиве овие системи и изборни модели е тоа како се гласа, ама и како се бројат гласовите. Тоа треба да се направи доста важна дистинкција таму каде што ние може да имаме еден начин на гласање и под тоа го подразбирам дали имаме една изборна единица, дали имаме 6 изборни единици, дали имаме 120 изборни единици. А кога се пребројуваат тие гласови, ги имаме оние Харе Донтов метод, кој што Донтов метод го имаме уште од 95-та, 96-та со локалните избори, па после нели иде и на парламентарни. Тоа треба да се направи важна дистинкција кога се зборува за изборните системи и нели во секоја држава, во повеќето држави мислам тој пропорционален изборен метод се превзема како дефолт изборен систем, ама има и држави кај што имаме и мнозински, имаме држави со тој ти го спомна Праг, за оние кои што не знаат, тоа е во Србија на пример, мислам дека го намали од 5 на 3, ама која партија нема да го престигне тој процент од да кажеме 3% на добиени гласови не влева у собрание. Таков ние неаме. Ама чисто онака сакав ова да додам у стилот да се направи таа дистинкција помеѓу како се гласа и како се бројат гласови. Да, дефинитивно постои огромна важност во тоа какви методи имаме. Би сакала само да издиференцирам три различни периоди на промени на изборниот систем во Македонија, бидејќи јасно ни е дека од воведувањето на политичкиот плурализам во 90-та до денес имаме три промени на тоа како се гласа на парламентарни избори. Сега за фокус на темата, ние ќе се фокусираме на периодот од 2002 до 2020, бидејќи токму тогаш е воведен системот како што го знаеме. Каков е тој? Гласаме во 6 изборни единици, имаме затворени избирачки листи, се користи Донтов метод за транслација од гласови во мандати и не постои изборен праг. Сега, јас направив едно истражување, како што ви кажав, и пред себе ги имам бројките кои што сега ќе ви ги прочитам. Доколку би имале една изборна единица наместо 6, во 2002 година СДСМ би имала 5 помалку мандати, значи таа добила 60 во рамки на 6 изборни единици, а таа би имала 55 доколку цела Македонија е една изборна единица. Тука јасно гледаме дискрепанцата меѓу гласовите. И ова во најмала рака би значило многу понестабилна влада и влада која што многу потешко ќе се формира. Понатаму уште поголема разлика гледам во 2011, кога во рамки на 6 изборни единици ВМРО ДПМН освоило 56 мандати, а би освоило 50 доколку оперираме во една изборна единица. Разлика од 6 мандати не е мала работа, ако земеме во предвид дека вкупниот број на мандати е 120. Да. Би сакала само тука да те прашам, каде биделе, например, тие 6 мандати за кои што ти зборуваш, доколку би имале една изборна единица? Кој би видел бенефит од тоа, доколку нели ја имаме таа една изборна единица? Затоа што очигледно таа не иде во прилог на големите партии.
Одлично прашање. Тие останати мандати не испаруваат, туку одат токму кај малите партии. Бидејќи во рамки на 6 изборни единици постои еден феномен да во една изборна единица една партија успее да влезе во парламентарниот состав, а во друга изборна единица партија со истиот број на гласови да не влезе, бидејќи не постои никаков еквилибриум помеѓу 6 изборни единици. Јас би сакала тука, тоа што го забележав е дека можеби не постои огромна разлика во бројот на гласови, каква што би била ако споредуваме харе со донт квота. Но тоа што мене не ми се допаѓа во принципот на 6 изборни единици е што си градиме еден психолошки наратив дека е возможно да постојат две волонтес женерал, како што би рекол Русо, дека постојат две општи воли, два најдобри интереси за една држава, во принцип во системот од 6 изборни единици ние промовираме дека може да постојат две најдобри воли, два најдобри интереси за една држава, а тоа не може да е така. Волонтер женерал според Русо може да биде само еден и тоа е неделив. Дефинитивно е важен психолошкиот наратив на еден гласач. Така, сакаш со ова да ни кажеш дека многу повеќе би се зголемил плурализамот во собранието доколку имаме нели една единица, затоа што така би требало да влезат повеќе мали партии во собранието, затоа што всушност гласовите идат кај нив. Дефинитивно. Уште повеќе со примената на Донтовиот метод, на кој што еве сега ќе се префрлиме. Забележав дека е уште поголема дискрепанцата на гласови кога би користеле харе квота на Донтов метод. Инаку харе квотата ја знаеме како наједноставна квота за распределба на гласови во мандати, бидејќи користи еден прост количник од вкупен број на гласови врз вкупен број на мандати кои што ги распределуваме. Па така би сакала да ви прочитам во 2002 кога би користеле харе квота наместо Донтов метод, СДСМ наместо 60 пратеници би освоила 52 пратеници. Тоа е разлика од 8 пратеници. Во 2011 партијата ВМРО-ДПМН освоила 56 пратеници, а би освоила 48 пратеници во рамки на харе квота. И мојот умилен пример, 2016 ВМРО-ДПМН освоила 51 пратеник, а кога би користеле харе квота, таа би освоила 47 пратеници. И сега ако се вратиме на изборите во 2016, ќе се потсетиме дека имавме толкова политичка криза што 6 месеци немавме влада. Ова беше рекордно време за формирање влада. Што со Донтов метод не успеавме да формираме влада. Замислете каква би била ситуацијата кога би користеле харе квота. Би било практично невозможно да се формира влада. Можеш да замислиш. И јас би сакала тука да се осврнем еве малку и на следните избори, кој добива, а кој губи. Според тоа како што изборниот модел ни е поставен сега. Кој е твоето мислење за последните избори? Ете, убаво што ме праша. Кај последните избори е многу интересно што забележав. Ако користиме харе квота наместо Донтов метод, разликата па и не е толку голема во гласови, бидејќи на последните избори во 2020 имаше многу изедначен број на гласови за двете најголеми партии, а постоеше и голем одзив за третата партија Левица, која што инаку освои 2 мандати во рамки на Донтов метод, а ќе освоеше 5 кога би користеле харе квота. И сега тука доаѓаме до моментот на различна вредност и различен легитимитет на различни партии. Со што би сакала да ви презентирам едно друго истражување што го направив. Колку би вредел еден пратеник на најголемата партија која што таа година практично победила на изборите, а колку вреди еден пратеник на партијата која што имала најмал број гласови, а сепак успеала да обезбеди пратеничко место. Па така би сакала да ви прочитам дека во 2002 партијата СДСМ освоила 60 пратеници, а еден пратеник на истава партија вреди 8289 гласови. Истата година СПМ освоила еден пратеник, а незиниот еден пратеник и вреди 26.000 гласови. Значи ова е повеќе од 3 пати поголема вредност во гласови на една партија. Па тука доаѓаме до оној момент кој што ви го кажав дека да, ние фактички
имаме загарантирано еднакво гласачко право, но колку е тоа еднакво кога би го настучиле кон помала партија? Јасно. И тука уште една точка која што би сакала да допрам, која што можеби ќе личи дека нели не е дел од твоето истражување, а всушност сметам дека и многу е тоа дека треба да не само да ја промениме, нели да го промениме изборниот модел и што би се случило ако го промениме изборниот модел, туку мене прашањето ми е што ако промениме политичката култура кај народот. И што ќе се случи доколку се смени политичката култура кај народот. За мене тоа е особено интересна тема, затоа што мислам дека ние како народ и како граѓани сме уште заглавени на некоја скала кај поданичката политичка култура и мислам дека се уште самите граѓани не се свесни колку можат да влијаат на изборниот процес. И, например, каде се тука прашањата, например, за референдум. Што би се случило доколку ние имаме повеќе референдуми и нели поголем глас на народот со тоа? Кој е твоето размислување во таа насока? Според мене политичката култура е нешто што е game changer во една земја. Тоа е нешто што ја прави цела разлика во целиот политички наратив на една земја, но не е толку едноставно. Не е колку и да зборувам за важноста на изборниот систем, не можам да кажам дека ако промениме еден параметар во него, ќе се промени целата политичка култура. Тоа не е така. Политичката култура е производ на премногу параметри, премногу историски случувања и да ние се трудиме да целиме кон партиципативна политичка култура, но верувам дека ќе е потребно време за да дојдеме до нејзе. Од друга страна, верувам дека ние како политиколози сме свесни да го направиме тоа, бидејќи ја дигаме јавноста да биде малку побудна за вакви прашања, како што е изборниот систем, бидејќи сметам дека многу гласачи не се ни свесни како функционира изборниот систем, не знаат како се бројат гласовите. И тука би сакала да додадам едно реформирање на дефиницијата за демократија, дека можеби премногу теоретичари се имаат тежина во тоа како да ја дефинираат демократијата, бидејќи што е народ, што е владење на народот. Јас би сакала да се преформулира демократијата во владење на оние кои што го разбираат избирачкиот систем, бидејќи какви гласачи имаме ако тие не разбираат како функционира изборниот систем и како се прави транслацијата од гласови во мандати. Да, мислам... Така, затоа извини, Џоле, затоа го споменав ова, затоа што мислам дека повеќето избори кои што сме ги имале до сега биле избори во кои што народот излага да гласа само затоа што сака да гласа за одредена партија или тоа така му е наметнато да гласа за одредена партија, а не затоа што вистински го разбира, нели, ја разбира вредноста на гласот што ќе го даде. Така да затоа и ја начнав оваа тема околу тоа каква ни е политичката култура. Да, реално ја мислам дека можеби самиот изборен систем не е перфектен или совршен, ама не е толку лош, реално. Проблемот ја кај што го гледам е токму политичката култура, која што се создава, нели, со години и години, можеби пред да сме имале независна држава, бидејќи едно од незнаење, друго од незаинтересираност. И мислам дека едно е супер е да гледаме и анализата твоја која што ја видов и се, ама дали или колку тие резултати кои што сме ги имале 2002 би биле различни ако имавме различен изборен систем. Бидејќи ако знаеш ти дека може некоја помала партија да иде у собрание, пошто има многу луѓе кои што гласаат за помалите партии бидејќи знаат дека нема да влезат или нема ништо да направат. Дали тие би го дале својот глас ако знаат дека имаат шанса actually нивниот глас да им е важен и тие да влезат у собрание. Психологијата кај луѓето мислам дека би била поразлична ако гледаме поразлични изборни методи. Тука мислам дека е исто важно да се напомене кога збориме за вакви некои работи.
Да, меѓутоа, дефинитивно. тука за ова што зборуваш, например, ти еве, знаеш ли колку луѓе се обесхрабрени да гласаат за помалите политички партии само затоа што мислат дека тие никогаш нема да влезат во собрание. И тука доаѓаме на, нели, која страна од вагата ќе претегне. Така да затоа мислам дека е важно да го споменеме ова, пошто еве да имавме една изборна единица, факт е дека многу од политичките партии ќе имаа многу поголема можност да влезат во парламентот, со самото тоа поголем дел кај народот ќе се охрабреше да гласа за нив, ако тие ги застапуваат нивните ставови. Да, целосно се согласувам со двајцата. Сметам дека психолошкиот тип на гласачот е можеби пресуден фактор во партиципативноста на едни избори. Мислам дека кога гласачот би знаел дека секој глас е еднаков и дека секој глас е важен, многу е поголема веројатноста дека ќе излезе на гласање. Да, и мислам, еден од проблемите, например, кој што видам со 6 изборни единици, не е толку колку што, као 6 изборни единици, окей. Мислам дека може да бидат малце помалце. Јас сум за пропорционален и за помалце изборни единици, ама проблемот е начинот, и ја го гледам овде најголемиот проблем, начинот на кој што големите партии се однесуваат во однос на ова прашање. Каде што не можеш ти да ставиш, не знам, Радмила Шекеринска да ти биде кандидат секојаш у петка, а Радмила Шекеринска нема врска со тој регион. Или било кој, ја земам сега као пример. Кој не можеш луѓе од Скопје да ги кандидираш у Струмица, пошто идејата со изборните единици, пошто ако идеме така, зошто не биде една изборна единица, ставиш 120 луѓе и гласаме. Пошто, нели, идејата со изборните единици... Тоа ќе да прашам, што мислиш за 120 изборни единици? Не ми се свиѓа. Пошто ми представува, као, ја го обожавам американскиот изборен систем, поготово ова ти е типична копија на House of Representatives, кај што, нели, 435 трки, 435 представници у представнички дом. Ама мислам дека не би функционирал тука никако. Некаде, ја мислам дека оној 98, например, би бил окей да опробаме пак, кај што би било поделено. Да, 85-35. Да, дека 80 било како, ама да тоа ми е проблем. Инаку јас сум најголемиот проблем го гледам не толку со изборниот систем, туку како изборниот систем функционира. Бидејќи знаеш, у теорија се е окей, као нема толку премногу големи проблеми. И сама кажа ти, као, ако промениме параметри, ќе има, као, најголемата партија најчесто ќе има 2, 3, 4, 5, зависи колку е голема разликата, пратеници помалце, помалите партии ќе имат повеќе, или 1-2, ама не да кажеш да менува владеачки коалиции или било што. Сега, нормално, ќе ги направи малце по-слаби, по-кревки, ама тоа е, у суштина, нема голема разлика. Проблемот е како, не знам, СДСМ и ВМРО ги користат помалите партии, коалициите со нив, бидејќи овие помали партии нема друг избор, мора да идат со нив. Проблемот е, еве, последниот пример, изборна единица 4, кој беше Александар Николовски против Зоран Заев. Јас сум од изборна единица 4, кога Александар Николовски, кој да беше сега, може не беше Александар Николовски, ама знам дека беше некој кој што нема врска со изборна единица 4. Тоа е, и СДС го прави истото, нели? Бидејќи може да си го дозвола тоа. Мора да се знаеш, checks and balances, мора да имаш некои не знам, не ми текна се зборот, ама мора да се направат лимитации кој може да биде кандидат уопште. Ако веќе сакаме да имаме пропорционален со 6 избори. Ако не икеме, може и да направиме 120 места, една изборна единица и да пробаме тоа. Искрено, јас сум растроена која е најдобрата опција. Не можам ни се уште да одлучам дали 120, една или 6 се најдобра опција, бидејќи секоја има предност. Мислам дека со 120 изборни единици би се решил проблемот со алиенација меѓу гласач и пратеник.
но е факт дека ќе биде многу потешка за изведување. Тешко е да ја поделиш земјата на 120 изборни единици, а нешто што би го предложила е намалување на бројот на пратеници. Мислам дека е сосема непотребно да имаме толков број на пратеници за толку мала земја. Би била многу повеќе задоволна со системот 90 или 100 пратеници, како што е случајот во Словенија, на пример. Кажи ми, дали има, на пример, некој пример каде што промената на изборниот модел би значила и промена на власт од овие неколку години кои што ги разгледуваше ти? Да бидам искрена, не, таков случај не се појавува само ослабување на првите две партии. Значи не е возможно да превагне втората и да се смени и да стане победник, бидејќи не постои толкава разлика, но во секој случај се намалува моќта на првата и втората партија по гласови. А тоа би значило, пример, колку граѓанинот може да го смени изборниот модел? Токму ова ми беше следната поента. Го читав законот за референдум и други форми на граѓанско изјаснување. И кај делот токму за референдумите, ако не се лажам, беше член 28, зборува како референдумско прашање не може да биде прашање кое се однесува на изборниот систем. Значи, ние како граѓани не можеме да свикаме референдум за прашање кое што би значило промена на било кој параметар од изборниот систем. И ова нас не значи дека единствен некој кој што може да го смени изборниот систем е оној кој го има мнозинството во собрание. А кој го има мнозинството во собрание? Тоа се големите партии. А кому одговара овој изборен систем? Тоа се големите партии. Така што јасно ви е во кој лупхол влагаме доколку сметаме дека треба да се промени истиот. Една од најголемите мисконцепции, мислам, кои што постојат за избори и изборни системи се отворени листи. Ја мислам дека ако ставиме отворени листи, ќе биде уште полошо. Мај тебе прво да те прашам, што мислиш за нив како концепт? Вака, мислам дека имаат и предности и мани. Мислам дека повеќе мани во имајќи нашата политичка култура која што е комбинација од парахијална и поданичка. Мислам дека доколку имаме отворени избирачки листи, би се отворил многу поголем простор за популизам и демагогија, бидејќи гласачот уште толку нема да биде сигурен за кого да гласа, уште толку претенците на избирачките листи ќе се надпреваруваат како да се постават во својата програма, но предноста е во тоа што токму таа компетитивност ќе постои. Мислам дека во моментов не постои никаква компетитивност на избирачкото листа во една партија заради таа партиска лојалност. Например, 20-тиот кој што е на листчето, избирачкото листче, е свесен дека воопшто нема да влезе во парламентарниот состав. Верувам дека тој е намерно така поставен, да биде 20-ти. Бидејќи се подразбира дека нема да стигне до пратеничкиот состав, тоа никогаш не се ни случило. Не е физички возможно. Така мислам дека последните 4 до 5 пратеници на една партија целосно демотивирани да се трудат да привлечат гласачка маса, бидејќи знаат дека нема да стигнат до парламентарниот состав. Да, кај нас гласањето се сведува на гласање за партија, а не за пратеник. Не, тоа е и за било што кај ние се малце може сакаме да веруваме дека кога станува збор за советници или за градоначалници, за председател, дека гласаме за личност, а не за партијата, ама не е така. Ја проблемот што имам со отворените листи е што може да дојдеме ние во ситуација, зошто СДСМ би ставила некој квалитетен човек од некое мало населено место на добитна позиција, наместо да стават некој кој што е попознат од Скопје, бидејќи од Скопје има повеќе луѓе. Значи, мислам дека со отворени листи, кои што by the way не се отворени, затворени се, ама партиите нели ги рангираат на листата, ти после ги гласаш. Мислам дека има опасност да се направи една сегрегација буквално, кај што ќе се стават кандидати од поголеми места, тоест Скопје или не знам, Скопје, тие ќе влезат у собрание, бидејќи сепак има као Скопје има многу повеќе, можеби веќе и половина од населението ни живеат тука. И тука е еден голем проблем кај што ја мислам дека може да имаме ние некаков
таков модел или барем дел од кој што ќе биде кој од целиот вкупен модел, ама мора да имаме пропорционално или мора да имаме барем 2 до 3 изборни единици кои што ќе ги застапуваат и другите населени места или ќе застапуваат цела Македонија. Дали тоа ќе биде албанскиот дел, дали тоа ќе биде источна Македонија или мора да имаме некакво чисто од тоа. Сега, имаме 6, ама дали сме целосно застапени? Не толку. Има луѓе кои што нели се бираат нон-стоп. Сме имали и ние од Ново село, сме имали и од секаде пратеници, ама мислам дека со тоа ако ставиме на популарност, оние кои што никој не ги знае, никој нема ни да ги гласа. А тие што сите ги знаат, најчесто се од поголемите градови. И уште нешто сакав да кажам, мислам дека е многу поедноставно да гласачот гласа за идеологија, а не за пратеник. Многу е тешко да гласачот на индивидуално ниво е способен да препознае кој пратеник на вистина ќе му ги застапува вредностите. Многу е полесно да си гласа за конструкт, за партија, а таа партија на вистина да застапува некаква идеологија. Тука повторно доаѓаме до проблемот со идеологија, тоа што не постои јасна диференцијација на нив на наше тло. Се сеќавам, не знам која година имав прашање на испит по политички партии и интересовни групи. Професорот Спасеновски ме праша да му кажам за идеологиите на политичките партии во Македонија. И се мислев едно 2 до 5 секунди што да му кажам, као дали да идам со тоа што треба да бидат или што се представуваат или што се. Мислам, ја му кажам за да си положам она првото, ама реално кај нас нема идеологија, кај нас левото е десно, десното е лево, црното е бело, белото црно, а на крај никој никаде ништо не е. Така што ако почнеме за идеологија да збориме, ќе биде премногу тажно. Сега не загрижи мене Зорана, бидејќи го слушаме предметов семестаров. Ќе треба да бидеме спремни на одговор. Мислам дека најдобриот одговор би бил тоа како ние мислиме дека понатаму треба да биде, бидејќи сега од оваа перспектива можеш да гледаш само како би подобрил во иднината, не можеш да гледаш како работите би се подобриле во минатото. Затоа кога зборуваме за изборниот модел, зборуваме на пример која би била разликата во минатото, нели? Не велам не. Значи, гледаме како би се одразиле тие различни изборни модели. Тоа мислам дека ако луѓето, па дури и помалите политички партии се свесни за тоа како изборниот модел може на крај да ги смени резултатите, мислам дека сите ќе посегнат по тоа да има некои промени во изборниот модел. Особено помалите политички партии. Затоа што свесни сме дека ние со години и години кружиме околу тие две опции. Ние немаме реално трета опција која што можеме да ја избереме. Затоа мислам дека тука круцијално прашање се помалите политички партии кои што мора некако да се изборат да го променат тоа. Затоа што знаеме дека многу работи би се смениле доколку ние имаме трета опција за избор. Јас сметам дека параметарот кој што е најлесен за имплементација е формулата за распределба на гласови во мандати, бидејќи не мора конкретно нешто да се имплементира на поединачни изборни единици, не е воопшто комплексно да се промени таа формула. Само минуваш како пресметуваш на крајот на денот. А верувам дека е оној параметар кој што прави најголема разлика на крајот на денот во изборите и во резултатите. Да, што мислите за пописот, као немањето попис, како тоа влијае, бидејќи можеби, мислам, ја сметам дека е катастрофално лошо што немаме попис веќе доста голем временски период. Мислам, јавна тајна е зошто немаме, као сите знаеме што се случува, ама жално е, ама како, например, ако знаеме барем од прилика, бидејќи да се деси тој попис, као колку точни податоци ќе имаме пак, бидејќи у државата на ништо веќе не може да нам се верува, како попис и исчистен изборен избирачки систем влијае врз тоа какви ќе бидат и какви се резултатите. Јас сметам дека
попис мора да се направи во најбрз можен период. Значи, страшно е тоа ние колку време немаме попис во државава. Не можеме да се ослонуваме на никакви резултати од избори или од било што, значи немаме никаков конкретен одговор ако ние пред се не знаеме со колку народ располагаме во државава. Така да според мене јас лично се сложувам со Џоле на ова прашање. Поготово, не, сакам само да додадам, извини, Викторија, како поготово кога збориме за региони, поготово кога збориме за изборни единици, бидејќи е важно, еве сега ја ако се преселувам у Скопје, зошто ја треба да гласам у Зубово, Ново село? Кога правиме дистинкција помеѓу изборни единици, попис е многу важно, не само колкав е бројот на вкупниот број на гласачи, туку и колкав е бројот на една изборна единица. Ќе ви дам пример, у Ново село, изборна единица 4, мислам дека имаме околу 6000 и нешто пријавени гласачи. У Ново село едва и 50% од населението излева да гласа, ама не е затоа што никој не му се гласа у Ново село, бидејќи пола Ново село што е на избирачки список не е веќе у Ново село. И тука е проблемот, кај што малце комично, ама на локалните избори кои ни се десија пред некоја година, ние имавме повторни локални избори со претседателските, голем број на луѓе излегува да гласаат. Ама ние едва имавме колку 50%, бидејќи другите 50% не се одржаваат или се некаде надвор од Ново село. Тоа е проблемот. Да, исто така како воопшто можеме да анализираме процентуално излезност кога не се знаеме демографијата на населението. Буквално никаква анализа не може да се обави. Да, затоа го реков тоа, не можеме никаков релевантен резултат да добиеме од било која анализа која што ја правиме, па макар тоа да е и анализа за изборите, кога ние не знаеме колку народ живее на наше тло. И мислам дека тоа е тажно веќе со години и години ние да имаме избори, а да не знаеме колку точно народ имаме на тлото на државата. Јас тука би се навратила, извини Вики, би се навратила само на уште едно прашање кое што го споменавме веќе до сега неколку пати. Меѓутоа нешто што ми е многу чудно. Бидејќи зборевме дека ги гласаме за идеологии, односно гласаме за партиите, а не гласаме за пратениците. Не знам дали имате приметено дека досегашните искуства ни покажуваат дека сите референдуми ние не гласаме за тоа што мислиме дека може да се подобри како граѓанин, туку ние на референдуми гласаме за тоа што ни го нуди некоја одредена политичка партија. И ние никогаш не правиме разлика за било кое прашање кога станува збор дали некое право ни е политичко или некое право ни е граѓанско право. И за мене, например, тоа е тажно како граѓаните не го разликуваат тоа. Затоа што ние скачаме на референдум, например, во општина или на одредено населено место за да гласаме за некоја промена која што на сите граѓани ќе им дојде добро. Меѓутоа ние повторно сидеме, како да кажам, против наша глава и гласаме според тоа што ни го нудат партиите во тој референдум. Не знам како е вашиот став по ова, би сакала баш да го слушнам. Кога сме кај тоа гласање за партии, уште нешто сакав да додадам. Сигурно се забележале дека веќе немаме феномен на независни пратеници. Тоа е така зашто избирачките листи се затворени. Многу е тешко да еден пратеник котира сам, бидејќи нема начин да собере доволно гласови, а да не е дел од избирачки список. И на некој начин да се продаде за одредена политичка партија. Технички немаме, ама имаш код оние кои се представуваат независни, ама влегуваат или у едната или у другата изборна листа на двете најголеми политички партии и нивните коалиции. Тоа ми е многу јако, као човек, не си независен. That's it. Не, сакав она што Зоран ти го збореше, као мислам дека малце оваа епизода ми дава ист вајб као претходната која зборевме со професор Дамјановски, кај што ние имаме некоја перцепција дека работите за кои што збориме се премногу важни и сметам дека се, ама реално обичниот граѓанин тука у било која држава многу му е гале каков е изборниот систем, но не размислува
каков е изборниот систем, туку гледаш што ќе му се промени у животот. Проблемот само со тоа е што начинот и баш токму поради тоа што обично граѓани не размислуваат за вакви теми, политички партии го искористуваат овој дел да прават што сакаат со изборните системи и да го целуваат народот на некој начин преку избор. Ама јас сум голем верувач во градуална промена, така да мислам дека со промена на еден параметар може да се промени дел од политичката култура, со промена на политичката култура, политичката партиципација, со тоа да се намали дистанцата на моќта има меѓу властите и народот. И така, чекор по чекор би дошла до некоја подобра система. Колку и да звучи неважен само еден параметар од изборниот систем. Би се надоврзала на Џуле. Знаеме дека уште од порано се мислело дека и не е добро целиот народ да сака да се занимава со политиката и дека тоа всушност не е возможно секој еднакво да го интересира политика и политички процеси. Меѓутоа, тоа што мене ме загрижува и на тоа кон кое што јас целам е дека кај нас ние немаме незадоволителна бројка на граѓани кои што се интересираат по ова прашање. И затоа државата ни е на такво ниво на какво што ние. И затоа се вртиме во тој круг постојано. Значи, мислам дека јас верувам во тоа дека секој треба да има право на глас. Меѓутоа, кога одлучува да го искористи тоа право на глас, сметам дека треба да има некое одредено знаење за политичките процеси, дека ние не можеме да идеме со глава во зид да гласа било кој од нас. Као по некое чисто уверување дека некоја одредена партија е добра и дека некој што го гласаме би бил добар. И затоа, да, јас се согласувам тука со Викторија сосема дека треба полека, но сигурно да ги менуваме работите во изборниот модел. Да, јас ќе кажам ова, бидејќи веќе сега никој не слуша. После таа 40 минута сме, кај што може се што сакам. Не, се шалам. Као, да, секој треба да има право на глас. У теорија, да. Ама проблемот е што не секој... Мислам дека не можеме да дојдеме до тој степен кај што секој ќе размислува исто и не треба секој да размислува исто и не секој ќе донесува одлука врз исти принципи за тоа кој како ќе гласа, ама неедуцираноста доволна е тоа. И мислам, ние не треба да им одземеме право на тие што не знаат што се случува. Напротив, треба да има процеси преку кои што би се едуцирале на некој, не им треба да знаат што е Донтов модел или харем квота или праг или било што. Тука едноставно кои се придобивките, зошто се случува, зошто СДС и ВМРО сакаат ова да се случува, кој сака да промени, дали имаме уопште ние мали партии, у шо веруваат, како се однесуваат. Мислам дека само ми го дообјасни тоа кој што сакав да го потенцирам и тоа што искрено мислам дека и Вики сакаше да го потенцира со целото своје излагање, дека да, не мора секој да го разбира тоа не на пајдбук, меѓутоа дека мора да се има некое општо познавање на тоа како стојат работите. Така да јас би допуштила тука на Вики, ако сака да даде некој на final touch на све ова што го зборевме оваа епизода. Епа, мило ми е што дојдовме на моментот образование, кој што е фундаментот за било која култура. Со Зорана стално го правим истиот муавет, како и во основното и во средното образование фали предмет кој што ќе го обучи ученикот да стане потенцијален гласач. Ние единствен предмет што го имаме во основно образование поврзан со општеството е граѓанско образование. Јас се сеќавам што сме учеле по граѓанско образование и можам да ви кажам дека ниедно познавање од политиката не го немам исцрпено од таму. И еве, сетете се како инаку еден ученик би знаел како функционира избирачкиот систем. Тоа што слушаат на вести. Или не, уствари не слуша никој вести, тоа и јас слушав кога бев мал. Не знаат, тоа што ќе слушнат дома и што ќе слушнат неговите што зборат или
Да, дефинитивно, затоа никој не знае како функционира изборниот систем. Исто како што постоеле некакви обуки во врска со, не знам, репродуктивно здравје во основно образование, би требало да постои таков надвор наставата предмет, кој што би го обучил ученикот да стане еден гласач, бидејќи ќе стане at some point. Да, на ова и мислам, ова е доста важно прашање, бидејќи сепак ние сме млади кои што збориме за оваа тема. Се повеќе млади не учествуваат у овие процеси. На што мислите се должи ова и не знам, нема да идам премногу грубо, ама ајде, на што мислите дека се должи ова? Па јас мислам дека човечка природа е да се идентификуваме со нешто, со идеологија, со луѓе, со ставови. И мислам дека младите не можат да се пронајдат себе си во ниту една политичка партија и затоа воопшто не гласаат, бидејќи сметаат дека ако излезат и гласаат за ВМРО ДПМН или за СДСМ, ќе се почитуваат продадено, бидејќи тоа не е нивниот став. Воопшто не се поистоветуваат со тоа. И верувам дека тука лежи апатијата кај младиот гласач. Па да, јас би се согласила. Од една страна или не гласаат затоа што немаат опција со која што се согласуваат, или од друга страна не сакаат едноставно да учествуваат во политиката затоа што тоа нешто што нив не ги интересира, како што кажавме до сега. И затоа ми е многу мило што колку и да изгледа од страна дека започнавме многу теми на разговор, всушност јас навистина мислам дека сите тие теми се поврзани. И образованието, и политичката култура, и изборниот модел, ништо не може да оди самостојно. Едноставно се, колку сакаме да дојдеме до промена, треба сите тие работи да идат заедно. Ја мислам дека многу кредит им давате на младите луѓе кои кажувате дека не гласаат поради немаат политичка партија. Мислам, не е проблем, проблем е тоа, кога нема политички партии, зборевме за тоа, нема идеологија и се тоа. Ама колку младите знаат што е идеологија? Колку младите... Внимателно, Джоле, имаш млади гледачи. Да, ама, знаеш, јас се водам по тој принцип, ако го сакаш некој, мора да биеш искрен со некого. И мора искрено. Не, реално, окей, младите немаат партија, ама кој може да ја смени политичката сцена? Кој може да ги смени политичките партии? Секој од овие поголеми политички партии имаат помладоци. Влези у помладок. Пробај да смениш нешто. Ако ми кажуваш ти дека не можеш да се пронајдеш, а ништо до сега не си пробал, нити да излезеш да гласаш да правиш неважечко, нити па да гласаш за една од помалите партии, нити па да си кажал јавно што мислиш, бидејќи ние сите ако сме така по дома, немам за кој да гласам, не издавам на гласање. А исто време ништо не правам да осменам тоа. Тука е проблемот. Затоа ти споменав како втор факт, ти кажав јас или немаат опција, да речеме, или едноставно не сакаат да излезат, едноставно не сакаат да се интересираат со политика и наједноставно е да седат од страна и да зборат како се не чини. Така да, по тоа прашање мислам дека јас и ти сосема се сложувам. Затоа што да, најлесно е да кажеш дека нешто не чини, меѓутоа многу е тешка промената со која што ќе се дојде до тоа. Джоле спомена членување во подмладок. Како мислиш дека тоа би ја подобрило политичката култура, а не напротив? Мислам дека, добро, зависи зошто членуваш у помладок. Можеш ти да станеш член на СДММ или Унија на млади сили за да имаш парска книжка за која ќе дојде време за вработување, да те имаат на списокот таму за да те вработат. Ама ако сакаш да влезеш у помладок, да почнеш некои разговори, не знам, мислам дека, не знам, јас сум бил у штаб, знам како е, нонстоп има разговори, поготово у поголемите места. Може да се дали со некои, како да кажам, промена на наративот можеш да пробаш да направиш. Знаеш, на состанок сте со, не знам, у СДММ си, со Заев имате состанок и ти го прашуваш прашање, чекај човек, зошто кажуваш дека си социјалдемократ кога ништо немаш социјалдемократско у програма? Такви некои работи можеш да направиш. Ама не можеш from the sidelines, не можеш од клупа да правиш тоа.
Па баш мислам дека тие таквите членови на подмладоци воопшто и не размислуваат идеолошки, не би створиле ситуација на несогласување со лидерот и бидејќи не се вклучиле од позиција на промена, туку од позиција на ајде нешто да ми се случува во животот. Тоа е проблемот, ја го гледам. Што као ја би се вклучил у младинска политика преку политичка партија. Ама мислам дека ова што правам од страна е повеќе значајно, ама сметам дека оние кои што не прават ни ова ни другото, не можеш ако се водам по тоа, ако не излезеш да гласаш или не си на некој начин вклучен у целиот изборен процес, немаш право да се you don't have the right to complain, немаш право да се буниш после. А околу ова со политичките партии едноставно е, не е до кавгата или до тоа што ќе се спротивставиш на лидерот, туку ти со само до тоа што ќе пробаш да имаш некој разговор за идеологии, за било што ова окей, може малце да е идеалистички too much и утописки. Ама ти не треба да промениш начинот на размислување на лидерот, туку треба да ги промениш начинот на размислување на оние кои што се у тој помладок. Да може нема да се согласат со тебе на крај на ден, ама ако ја почнеш темата, чекај малце дај да размислуваме дали ова политика уствари иде рамо со тоа што ние треба да бидеме социјалдемократи или демохристијани или конзервативци. Ако успееш да ги натераш да размислуваат поинаку оние што се у тој помладок, може нешто ќе се смени. Може ништо нема да се смени и сите ќе гледаат да најдат работа, ама мора да пробаш. Мене само ми е многу, повторно ќе кажам, мило дека фативме доста теми. Многу ми е мило што не заглавивме на или by the book ствари, односно дадовме многу добро излагање за нашите мислења и што дадовме никакви, како да кажам, типс и за младите кои што не слушаат и општо за и за повозрастните и за секој граѓанин. Па дури мислам дека дадовме некои препораки за тоа што можат да сменат партиите сами кај себе. Така да би оставила на Викторија доколку има нешто да дополни пред да го завршиме овој наш убав разговор. Да, и мене ми е мило што опфативме повеќе теми. Мислам дека е доволно. Многу би сакала да учествувам повторно во Јустинијан збори. Супер екипа бевте за разговор. Се надевам дека и гледачите уживаа, односно слушателите. Па верувам дека тоа би било тоа. Да, јас само некој последно прашање, пошто мислам дека почнавме со изборни модели, завршивме малце со и младинска политика и идеологија и све тоа. Според тебе, може и тројца да се изјасниме. Мислам, може и веќе спомнавме или хинтнавме на некој на ова, ама кој би бил, имаме избори, се надевам нема не ни почнавме да збориме за предвремени избори, кој што уште еден преголем проблем, ама се надевам дека нема да имаме предвремени избори следно, туку на следните парламентарни избори, што секој еден од нас тројца сака да види како изборен модел. Може Викторија ти прво, Зорана, па ја да завршам. Јас искрено би тргнала од една нерадикална промена на формулата за транслација на гласови во мандати. И тоа е тоа. Таму треба да се почне. Ако се увиди дека функционира и дека продуцира по стабилни пратеници, а со тоа и по стабилни институции, би можела да преминеме кон друга промена од типот на отворање на избирачките листи. И сметам дека да, градуалната промена би била клучот до успех, бидејќи не може преку ноќ од 4 години подоцна да го промениме драстично целиот изборен систем. Туку параметар по параметар, па да има доволно место за да се истражи ефективноста на истиот. Јас се сложувам со Викторија тука на ова прашање. Ја би одала со истиот чекор. Ја
би намалил бројот на изборни единици барем на 4, ако не и помалце. Ако тоа би било прво, ако идеме градуално, ја тоа прво би го направил, бидејќи премногу изборни единици се. Со тоа што мислам дека овде малите политички партии пак ќе добијат на значење, ако не знам, ако ја направиме таа некоја формулација, може и ќе видиме како би било. Ова на памет го зборам, нели, нормално не знаеме резултати, пошто не ни знаеме како би изгледале помалку изборни единици, ама сметам дека тоа би било првото, а второто би било чисто поставување лимитации кој може да биде кандидат на изборните листи. И да, некаде идеално, ја го гледам оној од 98-ма, тоест принципот од 98-ма, може не исто кој што било тоаш, ама да пробаме пак да поделиме. Дали тоа ќе биде, не знам, пропорционални листи со изборен праг или ќе биде една изборна единица за тие 85 пратеници или било како, сакам да видам како тоа би функционирало, ама мислам дека не решението ако идеме, тука сите мислам се согласуваме, не е решението ако идеме радикално, пробуваме 120 изборни листи. Хаос ќе биде, преголем, кај што премногу. Мислам дека е она утописки предлог. Ја реков, ја го обожавам системот на Америка како ги гласа оние из представнички дом. Ама ако сакаме тоа да направиме, тука ќе добиеме и нешто слично на Кембридж која сакавме да воведеме у основно и средно образование. Да, Джоле, тука ќе се согласам со тебе. Можеби 98 супер модел кој што треба да се испроба пак. Да. Донтов само на 35. Да, се зависи, како може да се направи други. Мислам дека не има, и тоа ти го кажа и преска за еден од методите. Нема совршен изборен метод. Поготово не кога станува збор one size fits all. Затоа мора да ги земеме добрите работи од повеќе различни методи и да пробаме некако да ги усогласиме. Сите не можат да бидат усогласени, тоа ни е јасно, ама има некои кои што можат да се совпаѓаат и да ги пробаме да идат заедно. Како ќе изгледа тоа? Мислам дека ова ни е само разговор кој што пробуваме нешто да кажеме, ама никој нема да не слуша, така што не верувам дека нешто ќе се смени премногу, за жал. Не, врати се нутискиот став. Добро, мене ми е повторно многу мило што ете Викторија сакаше да направи еден убав муабет со нас на оваа тема. Ти благодарам што сакаше да учествуваш и се надевам дека повторно ќе имаме уште многу теми на кои што ќе може да разговараме со тебе и се надевам дека барем некој ќе не слуша до крај, затоа што мислам дека имавме многу паметни работи кои што ги кажавме во нашето излагање. Благодарам уште еднаш што ме повикавте, многу ми беше мило и верувам дека ќе се видиме во слично издание. Со можеби уште поинтересна тема на разговор. Се надевам.